Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Каналус. Жетвата на оризот во Кочанско официјално заврши. Освен грижите од ниските приноси на арпата и количините бел ориз што ќе се добијат по лупењето, за земјоделците останува енигма дали ќе се задржи договорената минимална откупна цена од 50 денари за килограм. Си заминаа комбајните од ризовите ниви во Кочанско, со што е означено завршувањето на жетвените активности. Со собирањето на овогодишниот род за земјоделците не завршуваат главоболките. По исклучително ниските приноси, но и неизвестноста со рандманот што ќе го даде годинашната реколта, дополнително ги загрижува прашањето дали ќе добијат соодветна цена што колку толку ќе им ги покрие трошоците. На неодамнешната средба со откупувачите, представниците на земјоделските здруженија се договорија да постои долна граница, под која нема да се откупува килограм бел ориз. Веќе искочија поголем дел од купувачите со став дека ќе откупуваат на цена од 50 денари, значи да се излегне во пресрет на земјоделците, бар тоа што е сега што го имаме на располагање, бар тоа да биде платено по некоја си задоволна цена. Но колку ќе бидат спасени со таа цена, самите ќе се искалкулираат. Не е прв пат земјоделците и откупувачите да се договараат за откупните цени, но добро е тоа што годинава го прават веднаш по завршувањето на жетвените активности. Заедничка цел им е да се игра со отворени карти, за да се знае кој колку ќе добие во играта, за што е постигната обострана согласност. Значи имаше согласност, ветија дека сите ќе се работи на таа цена, до каде што може да ги издржат тие цени, но веќе ако има од некоја страна најавена конкуренција, значи веќе се размислува за други цени. Се надеваме дека годинава после 2-3 месеци ќе има пораст на цените, но во зависност колку ќе имаме арпа. Со најавените количини, значи има малку арпа, мали рандамани и тоа што излегува како бел ориз, значи квалитетот е далеку слаб. Донев вели дека засега не се очекува да има увоз на ориз, посебно не со сегашните цени на светските пазари. Намера да донесе странски ориз во државата засега не покажала ниту една фирма, што до некаде може да им даде спокојство на оризопроизводителите. Преработувачите и трговците се снаоѓаат со пласманот на откупените количини, ги снабдуваат веќе разработените пазари кај нас и во соседните земји. Иако велат, грижата ќе дојде подоцна, кога поради слабите приноси нема да можат да ги понудат потребните количини. Додека јавното претпријатие погребално доело од Кочани, по поднесената жалба чека одговор од Висшиот управен суд за добивање дозвола за извршување погребални услуги. Приватните погребални претпријатија ги соголуваат кочанци. Цените за погребални услуги и опрема двојно се зголемени од оние кои ги нудеше јавното претпријатие. Кочанци се ставени во тесно. Покрај стресот што го претрапуваат за починат близок, приморани се да плаќаат двојно повисоки цени за погребални услуги и опрема во приватните претпријатија. Така е затоа што Кочанското јавно погребално претпријатие, погребално доел, формирано од Советот на општината, нема добиено дозвола за вршење погребални услуги. Затоа граѓаните се приморани опремата да ја купат од приватните, кои имаат дозволи за извршување погреби. Имено, погребално доел поднесе целосна документација до Министерството за транспорт и врски за добивање дозвола за извршување погреби, но од Министерството доби негативен одговор со образложение дека не ги исполнува условите за добивање дозвола, повикувајќи се на член 21 од Законот за погребални дејности. По член 21 од Законот за гробиште и погребални услуги, у кој што стоја дека за да се добие дозвола за вршење на погребални услуги треба се исполнуваат одредени услови. Ние ги исполнуваме. Го тужевме Министерството за транспорт и врски до Управен суд. Добро. Управен суд не одбива по истиот член од Законот за гробиште и погребални услуги, член 21, и упатуваме жалба до Висшиот управен суд. И додека погребално доел чека одговор од Висшиот управен суд за добивање дозвола за вршење погреби, приватните претпријатија, кои се 2 на број во Кочани, подружници на претпријатијата од Струмица и Битола, работат со двојно повисоки цени од оние кои ги нудеше Кочанското претпријатие. Граѓаните немаат избор и се приморани да плаќаат онолку колку што ќе побараат приватните претпријатија. Тоа негативно се одразува на нивниот буџет, а во никој случај не е од јавен интерес на граѓаните. Додека чекаат одговор од Висшиот управен суд, вработените од јавното кочанско претпријатие се распоредени во работна единица Зеленило и комунална хигиена.
Привршуваат подготвителните работи за почетокот на изградбата на мостот на Злетовска река кај Жиганци. За сега активностите се одвиваат во планираните термини, а придонес за тоа имаат и временските услови што овозможија навреме да се подготви теренот каде ќе се гради објектот. 2 месеци од поставувањето на камен темелникот, при крај се подготовките за почеток на градежните активности на новиот мост на Злетовска река кај селото Жиганци. Механизацијата на градежното предпријатие Пелагонија инженеринг од Штип веќе го расчисти теренот каде што ќе биде лоциран објектот, така што засега се тече според зацртаните термини. На рака на градежниците им одати и поволните временски услови, што придонесоа за низок водостој на реката, за да не се попречува оперативноста на механизацијата. Во моментот се работи на канализирање на речниот тек, за да се овозможат услови за ископ на отворите во кои ќе бидат поставени основите на насечките столбови. Во исто време, изграден е и земјениот насип во должина од 120 метри на приодниот патот правец на Жиганци, а слична задача предстои и од спротивната страна, каде приодот е нешто подолг и изнесува околу 800 метри. Според планските документи, објектот ќе биде долг 31 метар, широк 5 метри, а ќе има носивост над 15 тони. Парите за изградба се обезбедени преку програмата за рурален развој, за што се издвоени 8 милиони и 100.000 денари. Финансиско учество од 1,5 милион денари во изградбата на мостот ќе има и општината Чешиново-Облешево. На свеченоста при поставувањето на камен темелникот пред 2 месеци беше речено дека се очекува објектот брзо да биде изграден. Рокот за изградба на овој мост е околу 2 месеци. Се надевам дека изведувачот ќе ги има во предвид временските услови кои што сега се поволни и до почетокот на сезоната на врнежи да биде целосно завршен овој мост. Со изградбата на мостот ќе се разреши повеќе деценискиот проблем на жителите на селата Жиганци и Пишица за поминување преку реката. Објектот има регионални димензии, бидејќи ги поврзува двете соседни општини Чешиново, Облешево и Пробиштип. Двете општини како своја обврска го презедоа асфалтирањето на приодите до мостот од правец на двете соседни села во должина од околу 1 километар. Друштвото со ограничена одговорност Gestalt Solutions Штип во соработка со општина Виница организира обука за подобрување на општата вработливост на невработените лица. Таа е дел од проектот Како да најдам работа и да ја задржам и има за цел да ја зголеми конкурентската предност на пазарот на труд на жителите на Виница и околината. Самиот проект Како да најдам работа и да ја задржам и неговиот концепт на модули е развиен врз основа на работното искуство на Gestalt Solutions при селекција на кадар за своји клиенти и во комуникација со работодавачите од земјава. Обуката ќе биде одржана во 6 дена во периодот од 7 до 16 ноември и ќе опфати неколку модули, како до информација за добро работно место, како се изготвува одлична апликација за работа, како изгледа процес на професионална селекција, минување низ дел од психолошките тестови за селекција на кадар кои се користат во Македонија, интервју за работа, тоест како да се остави професионален впечаток кај интервјуерите, вештини и способности на ефикасен вработен и развивање на критичко мислење и решавање на проблеми. Благодарение на оваа обука, невработените лица имаат можност полесно да дојдат до вработување, знаејќи како да напишат добра апликација за работа, да се представат себе и своите способности убедително, да комуницираат успешно со колегите и клиентите. По завршувањето на обуката, редовните слушатели ќе добијат сертификат. Пријавувањето е на телефонскиот број 078 392 252, на мејл адресата contact@gestaltsolutions.com.mk или директно во локалната самоуправа на општина Виница, најдоцна до 6 ноември среда. Учеството на обуката е бесплатно, а реализацијата на овој проект финансиски е поддржана од амбасадата на Кралството Норвешка во Белград. Полициската станица Кучани и полициското оделение за безбедност во патниот сообраќај ги известува возачите на сите видови возила дека согласно со законските прописи имаат обврска да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација на новоизградената крстосница со кружен тек на сообраќајот на улицата Теодосија Паунов.
Исто така ги известува возачите дека согласно со член 66 од Законот за безбедност во патниот сообраќај кој гласи: возачот, односно сопственикот на возилото, не смее да запре или паркира возило на крстосница и на оддалеченост помала од 5 метри од најблискиот раб на напречниот коловоз, затоа што за истиот прекршок е предвидена глоба во износ од 250 евра во денарска противредност, и доколку истото не се почитува во иднина од страна на полициската станица и полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај Кочани, ќе мора да бидат превземени и репресивни мерки. Воедно апелира до сопствениците на угостителските и трговските дуќани кои имаат потреба од дотурна стока во дуќаните, истото да го прават пред 7 часот во раните утрински часови или после 17 часот попладне, со што не би го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот во крстосницата со кружен тек на сообраќајот. Идната недела започнуваат да важат одредбите за носење зимска опрема во возилата. Заради тоа, од полициската станица испратија известување до возачите за почитување на законските прописи. Од Кочанската полициска станица ги известуваат сите возачи на моторните возила и работните машини дека согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. Според правилникот за задолжителната опрема на возилото, како зимска опрема за моторните возила со најголема дозволена маса која не поминува 3500 кг, се подразбираат зимски гуми на сите тркала со минимална длабочина на шарите на слојот што гази по обем и широчина од 4 мм, како и гуми со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите на слојот што гази со најмалку 4 мм, иако во приборот има синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала. Како зимска опрема, пак за моторните возила со погон на сите 4 тркала, се подразбираат зимски гуми за сите тркала со минимална длабочина на шарата од 6 мм, или пак гуми со летен профил за сите тркала со длабочина на шарата од 4 мм, како и синџири за снег. Зимска опрема за моторните возила чија најголема маса надминува 3500 кг се зимските гуми на погонските тркала со минимална длабочина на шарата од 6 мм, како и гуми со летен профил на сите тркала со длабочина на шарата од 4 мм, ако во опремата има синџири за снег со адекватна големина на погонските тркала и други соодветни помагала. А за автобусите и товарните возила, кои поради технички причини не можат да постават синџири за снег на погонските тркала, треба да имаат зимски гуми и прирачен алат. Како зимски гуми се сметаат оние кои на својата бочна страна имаат соодветни ознаки, како и знак на снегулка на стилизирана планина со 3 врва. Од полициската станица ги информираат возачите дека униформираните полициски службеници ќе наредат прекинување на тамошното движење на секое возило ако не постапува според сообраќаен знак за задолжително носење и употреба на зимската опрема. За прекршоците од Законот за безбедност во сообраќајот и непоседување зимска опрема предвидена е глоба од 15 евра. Систематски преглед за децата собрани од улица и вклучени во образовниот процес има возможи невладината Светла иднина во рамките на проектот Образованието прозорец кон иднината. Не само вклучување во наставниот процес, туку и водење целосна здравствена грижа за децата од улица спроведува невладината Светла иднина во рамки на програмата за образовна ресоциализација на децата роми, која е дел од проектот Образованието прозорец кон иднината. Истиот финансиски е подржан од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта и локалната самоуправа на општина Кочани. Децата, вклучени во програмата, кои посетуваат настава во основното училиште Малина Попиванова и засега се 20 на број, има систематски преглед. Не е само да ги собереме од улица, да ги внесеме во една наставна програма, туку едноставно да го надополниме сето она што нивните родители во суштина и не успеале да им посветат внимание во изминатите години. Најголем дел, 80% од тие деца се деца од, да кажем, социјално дисфункционални семејства, каде што образованието не им е приоритет. Така да дечињата се соберени по пат на селектирање. Знаете како, ги селектираме или ги среќаваме буквално на улица, вршејќи разни действија. Сега, после 2 години од имплементацијата на оваа програма, во рамките на овој проект можам
со гордост да се похвалам дека тие деца кои во почетокот ги внесовме во оваа програма не се тие. Значи децата се сосема различни, стекнаа позитивни навики, стекнаа навики на хигиена. Систематскиот преглед за овие деца опфаќа комплетни здравствени проверувања, а после секое стручно мислење од лекар за подобрување на нивното здравје, Светла иднина им обезбедува се што им е потребно: очила за подобрување на видот или протеза за забите, како и пакети со хигиенски средства со цел да стекнат поголеми хигиенски навики. Доколку системски и институционално се работи со овие деца, што е една од целите на програмата, додава Саидов, значително ќе се намали бројот на децата на улица, кои според невладината Светла иднина ги има во голем број. Откако ќе се вратат, ќе се работи и со оние деца кои заедно со своите родители се заминати во странство. Во текот на четвртата сесија од програмата Форуми во заедницата во Виница в среда ќе бидат презентирани и ќе бидат дискутирани сите 6 предлог проекти кои како концепти беа прифатени од страна на работните групи: развој на спортот и рекреацијата во Виница, градинка од 21 век, подобрување на условите за работа во училиштата во Виница, регулација на река Осојница, изградба на ново проектирана индустријска улица 2002 во зона на малостопанство Ила и обезбедување на квалитетна вода за пиење во општина Виница. Финансиската конструкција на сите предложени концепти е во рамките на планираните средства од 2.800.000 денари, средства од буџетот на општина Виница и од Швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на програмата Форуми во заедницата. Концептите кои нема да бидат избрани, општината ќе ги има како готови предлог проекти кои ги избрале граѓаните и со кои ќе може да аплицира пред други фондови. Годинешниот саем на книгата во Кочани со максимален број издавачки куќи, вкупно 15. Меѓу нив некои за прв пат се представуваат. Отворањето е закажано за 6 ноември. На 6 ноември се отвора 8-миот саем на книгата во Кочани. Истиот е во рамките на манифестацијата Месец на книгата во организација на библиотеката Искра. Саемот на книгата годинева со максимален број издавачи што ќе изложуваат. За прв пат се представува и издавачката куќа Мартина. Саемот годинева ќе се спроведе во 2 изложбени простории во библиотеката Искра. Ќе се представат 15 реномирани издавачки куќи, меѓу кои се Матица Македонска, 3, Ѓурѓа, Култура, Просветно дело, Сакам книги и други. Тие ќе ги излагаат своите најнови изданија од повеќе литературни и книжевни жанрови. На ланскиот саем на книгата излага 11 издавачки куќи и беа изложени над 1000 наслови и повеќе од 4000 книги. Свеченото отворање е во среда во 12 часот. Саемот ќе биде отворен до 13 ноември, а љубителите на пишаниот збор ќе може да го посетат од 10 до 18 часот. Следува спортската информација. Започнува куп елиминацијската фаза во женската фудбалска лига. Во меѓувреме заврши есенскиот дел од првенството во детските фудбалски лиги. В среда се играат 4 надпревари од 8 на финалето од фудбалскиот куп на Македонија во женска конкуренција. На градскиот стадион Младост во Струмица, ЖФК Кочани со почеток во 13 часот и гостува на Тиверија и Статов. Останатите двојки ги сочинуваат Топгол Билјанини Извори, Ас Юнајтед победа Куманово и Единство Речица. Заврши есенската полусезона во детските фудбалски лиги. Кај генерација фудбалери родени 1999 и 2000 постигнати се следниве резултати. Слога 1934 Кочани 2:2, Осогово Рудар 1:4 и Каменица Саса Напредок 3:2. Истите двојки играа и во лигата генерација 2001-2002, но постигнаа различни резултати. Слога 1934 Кочани 2:3, Осогово Рудар 1:0 и Каменица Саса Напредок 6:0. Надпреварот Брегалница Делчево Зрновка беше одложен. Минатото коло не се одигра ниту средбата Рудар Слога 1934. Од исходот на овие два надпревари ќе биде познато и кои екипи ќе го дочекаат пролетниот дел од правенството.
како лидери во двете групи. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!